6 месеци пред трагедијата во Кочани, ни алармира од Дирекцијата за заштита и спасување дека фирмата која што ги одржува противпожарните апарати во општина Карпуш, во училиштата и градинките, практично прави груба злоупотреба со тоа што истите противпожарни апарати ниту ги проверува, само ги зема и ги враќа назад и ги променува само картончињата и не потсетија дека законска обврска е да нема постар противпожарен апарат од 5 години. За жал, кога направивме една комплетна анализа, констатиравме дека имаме противпожарни апарати од 55-та година. Од 60-та, 70-та и така натаму. Значи, не де Боже да се случило нешто, скроз тој дел од противпожарната заштита бил несоодветен, незаконски, па од озгора неодговорноста на фирмата која што ние на тендер секоја година ја избираме и која што е должна да не ги воочи недостатоците што ги имаме во противпожарниот систем во градинките и училиштата. Затоа општината Карпош издвои негде околу 55.000 евра. Набавивме нови противпожарни 453 нови противпожарни апарати CS9 и противпожарни апарати со CO2, тоа е за гасење на пожара кој е настанат од спој со електричната мрежа. Исто така голема благодарност до кинеската амбасада која донираше 98 противпожарни апарати во градинките и училиштата на територија на општина Карпош. И со ова заокружуваме целиот систем од некаде 550 противпожарни апарати и во градинките и училиштата, значи се е ново и се е подготвено за не дај Боже. Во исто време издвоивме уште 1.700.000 денари или скоро 30.000 евра за проверка и реконструкција на хидранската мрежа во сите училишта и сите градинки, затоа што во некои училишта и некои градинки не е соодветна хидранската мрежа, односно не задоволува притисокот во хидранската мрежа од минимум 2,5 бари и од тие причини ќе вршиме летово реконструкција и со тоа некаде за септември месец сите училишта и сите градинки ќе бидат комплетно опремени со соодветна опрема за заштита од пожар, како и санирани хидранските мрежи да бидат функционални и со соодветен притисок во случај на пожар.